Од символот за немиот филм од Чарли Чаплин се селиме на штиците што живот значат, поточно кон театарот. Во следниве неколку минути зборуваме за театарот како и за духовната култура од антиката па се до денес. Овде во студиото е нашиот пријател и гостин професор Тихомир Стојановски од Факултетот за драмски уметности. Добро ви утро и добро ни дојдовте во Македонија научи. Добро утро, добро ве најдов. Професор, имаме зашто да зборуваме. Во следниве неколку минути ќе се насочиме првенствено кон она што се случуваше изминатата недела. Поточно, вашите студенти има можност да имаат една интересна предиспитна сесија и тоа на археолошкиот локалитет Стоби. Како помина сето тоа? Па точно е така. Ги носам студентите во трета година, практично 6-ти семестар, утиме Хомеровата Илијада. Тоа е текст кој се работи речиси на сите академии. Тоа е една духовна литература од нашата антика, во кој се спомнува реката Вардар, нели, пеонците и сите оние елементи што го одразуваат античката македонска култура, пред македонските племења, пеонци, мигдонци и така натаму, значи херојскиот дактил. И штета е студенти од Факултетот за драмски уметности да немаат искуство на античкиот театар. Стоби еден од 4 антички отворени театри во Македонија, покрај Охридскиот, Скупскиот, кој воопшто не е во функција. Се надевам дека ќе се отвори еден ден. Иако со театарот Скрби утеха имам играно пред 15 на години таму представа, и Битолскиот, односно Хераклеја. Битно за нас што е да разберат дека Хомеровата Илијада е практично духовна литература каде што хероите од Троја се борат заедно со боговите, како би се рекло. Значи, таму за нас е важен принципот на Еврипид, кој сакам да им го споделам, бидејќи е важно нешто што одделува духовната култура. Значи, јас театарот го доживувам и тој суштински е духовна култура, принципот на Еврипид. На почетокот и на крајот на представата, инаку принципот во античкиот театар го повикувале Бог да биде дел од представата. На почетокот да им даде сила да одиграат представата, а на крајот сето тоа што го играле, тој го нарекувал Deus en machina, Господ сече, Господ пресекува. Сето она што го одигравме, она што денеска ние во христијанството го разбираме по Исус Христос, оставам се во Твои раце, Господ, или нека биде Твојата волја. Истиот принцип го искористил Еврипид за да спаси својата глава од кралот Сонце. На крајот на представите, кога го критикувал, тој велел Deus en machina, Господе, ти пресечи, јас ништо не направив. Значи, сакам да им го објаснам тој принцип, играње за Бог. Значи, античките актери длабоко верувале дека излегуваат да играат пред Бог, значи пред Него, и театар базично значи место за гледање. Колкинскиот неолитски театар, кој е 1600 години пред овој во античкиот македонски, е истиот принцип практично. Најстарата обредна драма, Небесен Отец, оплодува земна мајка и се раѓа представник, богот човек, првиот жрец и актер, и тие го имали истото чувство дека излегуваат пред Бог. Так. За волја на вистината, Македонија е врзана со словата, значи земја, ние го имаме тоа во континуитет, затоа што Господ така сакал. Мискиот македонски цар Орфе им ги дал словата на македонците. Да не заборавиме, апостол Павле ги дава Божјите слова во Македонија. Потоа свети Кирил и Методија и свети Климент и Наум, молитвени војници на Христос, даваат слова на цела Европа. Така да Македонија е врзана со тој принцип на духовен код на зборувањето. И мислам дека Стоби е едно убаво место каде што, фала му на Господа, што имаме толку театри, нели антички, што може да го сетат тој момент на спој меѓу земниот телесен принцип и небесниот, каде застануваат пред Бог или пред она што ги движиш и љубовта кон театарот, и ги кажуваат тие зборови на еден, така да речеме, што го нарекуваат во антиката исцелителната улога на театарот. Так, јас само ќе споменам дека веќе гледачите ќе гледаат делот вашите книги и романи кои што ги имате напишано, дека двајца најбрзи гледачи кои што ќе се јават во нашето студио ќе бидат добитници на 2 прекрасни книги. Поводот за кој што ве поканивме, освен театарот, исто така и новата книга Спомени, што се однесува, се разбира, на театарот Скрби утеха. Зашто точно станува збор? Знам дека е веќе во печатница, кога треба да излезе? Па да, тоа е книга за 30 годишниното траење на театарот Скрби утеха, кој го носи името на првиот театар на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, кој кога Македонија немаше држава, тој имаше македонски театар, Чернодрински, кој играше на целата културна, да наречем, етничка територија на Македонија, од Белград, Софија, кој сакаше да замине за
Америка, значи кој е темел на македонскиот театар. Ние го возобновивме 1988 и оваа година славиме 30 години, одбележуваме еден момент на непрекинато културно траење, фала му на Бога. Отворивме многу теми со тој театар. Значи почнаме само како театар, а денеска во рамките на тој како наречен културен центар Скрби утеха работи ова издавачката куќа Лицеум, односно Крвта Исусова, кој има преку 40 книги, во која ќе излези ова книга. Значи сеќавање и спомени за театарот. Тука е филмската продукција Дион, поранешна сега Свети Дух, која има преку 300 документарни приказни. Значи театарот ги собра сите тие како базичен темел на уметноста, нели? Основен темел, театар, она што Борза го нарекува македонски фестивал, почнал со спортски надпревари во антиката, со поезија, беседи и обрзно завршувал со театар. Значи, 30 години излегува таа книга, раскажува некои настани, нашите битки, со темите кои ги игравме, кои доаѓа и отвораа некои, можеби да речеме, забранет или заборавени македонски теми. Нашиот театар беше отворен, значи овој принцип на играње по антиката, по болници, по старски домови, места каде што не бил театар, на ист начин како што ги носев студентите, така гостуваше и театарот, ги обработува тие теми. Значи ние длабоко веруваме, го држиме тој принцип на Еврипид. На почетокот и на крајот на представата ја посветуваме на Бог. И благодариме што е создал Македонија, која е земја која зрачи во одредени временски периоди по Божијата волја со проблесоци и веројатно последното зрачење и последниот момент е оној 16 Армакедон, ги собра сите на местото Армакедон, што денеска го зборуваат. Трагично мислам дека тоа е таа последна преобразба кога од овој материјален свет ќе разбереме дека само духовното момент на соединување на љубов, на родение практично, кога се раѓа актерот на почетокот и умира на крајот на представата, условно за да воскресне наредниот пат, како имитативност на Исус Христос, нели, победата на животот на смртта, значи дека се работи за духовно родение. Човекот треба да се сети дека е дух, дека не е само тело, дека треба да пребива, што е моментот на она наредна книга која треба понатаму да излезе, истражувајќи ги патеката од обред до театар. Значи ние не сме само тело и душа, него дух. И секој од нас има потреба да обожува некого, да се сети дека некаде таму горе на небесот има Божјо царство, дека не сме само она што го нарекуваме материјален свет. Ако Скрб и утеха толку години постои, сето ова свое постоење на симбиоза од духовното и театарот и се разбира е посветено на Македонија, колку Македонија се одолжи на овој театар? Па ние се базичниот принцип исто како што реков, ние се надеваме практично на Бог. Ако дојде нешто, до сега не оставил. Значи, имало моменти, не сме имале средства, не многу, не давале многу, но фала му на Бога издржавме 30 години. Имаше моменти... Се сетија ли институциите на Скрб и утеха? Имало периоди кога 7 години не сме добивале премиера. Например, ако зборуваме, но тоа не го доживуваме како негативно. Напротив, како да речам, има еден Исус вели, мојот отец е најбогатиот на светот и ќе ми додели. Тој ти го дал, тоа и тоа се материализира, се случува. Имало периоди 10 години, например, не добиваме средства за книга или 10 години за гостување, но тие работи се движат. Значи, ние кога ги работиме, како да речеш, се што работиш, работи како за Бог, а не за луѓе. Колку љубов ќе вложиш во атерот на театарот или во сето тоа што го работиш, се враќа. Дали тоа има, го држи базичниот принцип. Дали сме ние овде да се мразиме и да се убиваме, или она што го вели Новиот Завет, љуби го својот ближен како себе си. Значи, како што се сакаш ти себе си и не се мразиш, не се убиваш, тоа што си го даваш себе си, треба да му го дадеш на другиот. Значи, принципот бесплатно добивте, бесплатно давајте, тоа што е дарба во Скрб и утеха, што се излеало, театар, книги, филмови, беседи, тие македонски слави дружби, ги дарувавме и тоа се умножуваше. Значи, вие ако го давате тоа, Господ ќе ви дотури. Тоа е духовниот принцип. Значи, ако се надевате на човек и на луѓе, ќе нема средства и ќе застанеше нешто. Нема да имаш. Ете, ние сме тука, фала му на Господа, тој ни дава сила. И Скрб и утеха на вистина остава печаток. Иако можеби не е толку многу познат во јавноста, но за нас ќе зборуваат делата. Кој се фали, со Господ да се фали. И кој ќе се видат делата, значи, преку 300 документарни филмови, 15 на фестивали, 40 на книги издадени. 30 години непрекинато играње театар, не само во Пиринско, во Егејско, кај македонските заедници, каде што не бил театарот, па во Австралија, во Нов Зеланд, стигнавме во европските земји, неколку пати во Шведска.
Значи секаде каде што одиме, луѓето се ќаваат дека има нешто поинаку. Значи тие потоа го разбисат, тоа поинаку е присуството на Светиот Дух, како што е поднасловот на оваа книга, враќањето на Светиот Дух во атерот на театарот. Дека театарот е духовна категорија. Да се подсетиме дека еден ден театар, место за гледање, ќе застанеме пред Бог и тогаш ќе одговараме за драмите што сме ги одиграле во овој живот. Дали биле со мраза или биле со љубов. Значи, суштински за тоа и обстануваше скрби утеха. Луѓето што беа жедни за дух, нели го гледаа тој духовен принцип, дека тој се разликува по нешто. Така. И јас би сакал да можеме да го продолжиме разговорот барем на уште 15 на минути, меѓутоа во интерес на времето ни остануваат уште минута до вести. Ги споминавте армакедонските слави оваа година се закажане за 11, 12 и 13 мај. Созема накуса околу тоа значи, и за уште принцип на славење, на одбележување, што постои од најраните периоди од Кокинскиот театар до денес. Беше во антиката Дионисови слави, така почна театарски маратон, бидејќи преславите на трагедиите траеле 3 деноноќи, а на комедиите 24 часа без прекин во антиката, а денес беа Дионисусови, а денеска се нарекуваат армакедонски слави. Значи во еден момент давате нешто како прослава за Бог, му благодарите што сте живи и здрави, се радувате што ве дарувал со култура и се собираме во името на љубовта, не со мраза, ги каниме македонскиве заедници од Пиринско, Егеско, од Албанско, од секаде, значи не со пушки и бомби, она што го нарекуваме победи го злото со добро, победување со љубов или културен надпревар меѓу народите во дух и вистина. Ете така се тие слави и оваа година се случува 26 или 27 пат. Фала му на Господа. Значи, тоа е тоа што практично го враќаме оној момент македонски фестивал, што го нарекува Борза, играње за Бог, со сите тие поезија, спортски надпревари, кој завршувал обврзно со театар. Така. Професоре, ве каниме повторно да бидете наш гостин и да ни кажете докаде оди вашата работа и вашите проекти. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата да бидете наш гостин. Ви благодарам и вам. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со вести. Останете со нас.